Граѓаните купуваат различни видови производи без разлика дали станува збор за прехранбени производи или пак примамени како резултат на попустите, најчесто купуваат технички производи или облека. Но што треба да знаат потрошувачите доколку се измамени од страна на трговците или не се задоволни од купениот производ? Експертите посочуваат дека потрошувачите најмногу треба да внимаваат што купуваат, дали има упатство за употреба и да ја прочитаат декларацијата. Кога купувате производи, треба да видите дали има гаранција, дали тоа е преведено на македонски, дали ги содржи сите технички упатства. Пред се и кај техничките производи гледаме и дека рекламирањето на попустите е големо и се промовира постојано, но пред да се купи треба да се провери дали навистина станува збор за попуст, на пример од 50% и дали се однесува на сите артикли. Експертите велат дека потрошувачите најчесто не ги следат насоките кои се даваат за проверка на производот или проверка на вистинскиот попуст. Доколку производот кој го купиле не е исправен или има некаков недостаток, треба да се врати производот во разумен временски рок, а потоа трговецот треба да го рекламира и да оди на сервисирање. Вообичаено трговците не прифаќаат замена за нов производ, иако тоа би било реално. Незадоволните потрошувачи може да се обратат на официјалниот број на Организацијата на потрошувачи во Македонија или во зависност од тоа за каков производ се работи. Може да поднесат жалба и во Државниот пазарен инспекторат или Агенцијата за храна и ветеринарство, доколку забележат одредени недостатоци во однос на безбедноста на храната. Потрошувачите исто така треба да внимаваат кога купуваат во огромните супермаркети, дали е истакната цената на рафтот со онаа истата која ја плаќаат кога доаѓаат на каса.